без малку 12 века или 1150 години, кога се словенските просветители Свети Кирил и Методи ни ја донеле азбуката, ни го донеле тоа што представува трајно едно наследство на целиот европски континент, кое што останува врежено во меморијата и во севкупното богатство на словенските народи. Драго ми е што денеска живее македонскиот јазик со македонската азбука заедно со сите словенски јазици и азбуки како дел од европското наследство, надевајќи се дека нашиот македонски јазик ќе стане еден од официјалните службени јазици на Европската унија. Го славиме 24 мај, затоа што дефинитивно ова представува едно од најважните наследства кое што ни е оставено, да го негуваме, да го унапредуваме и да го пренесуваме на следните генерации. И сега во однос средбата Радев-Пендаровски, што очекувате од таа средба? Како човек кој што го негува пријателството, диалогот и дипломатските разговори за изнаоѓање на решение, на градење пријателство, очекувам помеѓу нашиот председател Пендаровски и бугарскиот председател Радев да се најде некој исчекор во поглед на надминување на овој проблем кој што дефинитивно ја кочи и европската интеграција на целиот Западен Балкан, но и нашите европски перспективи. 16,5 години правиме од кога сме земја кандидат. 2001 година имаме договор за асоциација и стабилизација, веднаш после Словенија, а пред Хрватска. Навистина никој аспирант за Европската унија кој што сака да го продолжи понатаму патот не чекал толку како денеска Северна Македонија. Јас верувам дека Бугарија ќе биде и понатаму силен поддржувач и на Северна Македонија, но и на патот на европските интеграции на Западен Балкан, севкупно заради тоа што тоа го покажа неколку пати досега, посебно 2018 година организирајќи го самитот за Западен Балкан на Европската унија токму во Софија под раководство на премиерот Борисов и владата. Верувам дека европскиот дух кој што и председателот Радев го негува, но и нашиот председател ќе бидат доволен импетус помеѓу двајцата да направиме еден исчекор и да продолжиме понатаму во нашата европеизација, а секако низ роудмап ќе успееме да го убрзаме, ефектираме она што представува спроведување на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Северна Македонија и Бугарија. Така, само уште едно прашање за крај. Дали имате информации каква е ставот на Софија во однос на предлогот кој го доставија Силва и Вархеј и што содржи тој предлог кој е прифатлив за нас? Немам детали за страната на Бугарија, односно за Софија, како го разгледува предметот, но според мене мислам дека португалското председателство, португалскиот министер Аугусто Силва, заедно со неговиот тим, воделе грижа за двете страни, за да бидат вклопени очекувањата. Кај нас рековме дека тоа е добра база, појдовна основа за решение, ние го дискутираме сериозно и веќе се одржаа неколку состаноци и ќе продолжат секако во текот на оваа седмица се одржат. Исто така гледам дека и во бугарската страна, имајќи во предвид резолуцијата освоена во нивниот парламент, ставовите на бугарската страна, тие го имаат сето тоа што е важно соодветно и алоцирано, дали е во договорот за асоциација и стабилизација, дали е во роудмап или патната карта која што представува обврска на двете страни во идното позабрзано реализирање на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Северна Македонија и Бугарија, или без разлика дали се работи за прашања кои што ниту еден народ не ги разговарал, така и ние, тоа е нашиот македонски јазик и македонскиот идентитет, се секако строго заштитени, но истовремено има офатено и бугарската страна, тоа е реалноста за постоењето на македонскиот јазик и македонскиот идентитет и секако си имат свое право, како што тоа го регулираат согласно нивните документи или резолуции, да остане прашање за кое што и понатаму може да се разговара, заради тоа што во неколку наврати јас досега реков, а и многу други наши високи политички личности, дека очекуваме час поскоро Бугарија да го призна и официјално македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Така да имаме еден важен документ, јас сум многу позитивно изненаден заради тоа што е една земја членка која што е буквално на другата јужна страна од европскиот континент, не е толку блиску до Балканот, толку детално упатена, навлезена, креативна, инвентивна, за да се изнајде решение.
Затоа рековме дека секој пат е можно да се изнајде решение ако има добра волја од двете страни.